Започнуваат вестите на Канал 8. Добро вечер. Одлуката за менување на името на улицата Маршал Тито во ВМРО се уште е актуелна тема во јавноста. Огранокот на Работничката партија испрати писмено барање до локалната самоуправа, постапката за промена да запре и да остане досегашното име. Одлуката за менување на досегашното име на улицата Маршал Тито е противуставна, нелегитимна и спротивна на одредбите во статутот на општината и на деловникот за работа на општинскиот совет. Со неа се прекршува амандманот 17 од Уставот, според кој граѓаните треба да учествуваат во донесувањето одлуки што се од поширок интерес, организирани преку јавни собири, односно референдум, како највисок демократски чин за одлучување. Одлуката е спротивна и на членот 5 од Европската повелба за локална самоуправа, што ја има ратификувано и нашата земја. Прекршувањето на општинскиот статут и деловникот на Советот е поради тоа што поканата со материјалите за работа се доставуваат најмалку 3 дена пред закажаната седница, што не е постапено и за седницата од 14 ноември, туку предлогот е даден практично пред самата седница. Ова се ставовите со кои општинскиот огранок на Работничката партија од Кочани го аргументира барањето за запирање на постапката за преименување на една од централните улици во Кочани. Во писмениот допис што е доставен до локалната самоуправа се вели дека барањето е и со поддршка од граѓаните кои се со различна партиска и друга припадност. Истовремено дописот е испратен и до Уставниот суд на Република Македонија, од каде се бара институционално преиспитување на уставноста и законитоста на одлуката. За исправноста на донесеното решение, од партијата сметаат дека е потребно локалната самоуправа да организира референдумско изјаснување на граѓаните. При тоа се изнесува и став дека со барањето за повлекување на преименувањето не се оспорува трајното обележување на историското ВМРО, посебно што уште во 2007 година бил поднесен предлог градскиот плоштад да го добие ова име. Полициската станица Кочани поднесе кривична пријава против 45-годишниот ВГ од Зрновци за сторено кривично дело, недозволено изработување, држање и тргување со оружје или распраскувачки материи. На 17 септември оваа година бил извршен претрес во куќата на пријавениот, при што се пронајдени и одземени ловен карабин крајн и 13 куршуми. Општина Кочани распиша нов оглас за продажба на државно градежно земјиште за изградба на објекти за индивидуално домување, викенд куќи, како и за стопански цели. Се продаваат вкупно 22 парцели, од кои 2 во населбата Оризари, а останатите во градот. Општина Кочани сака да ги искористи последните денови од оваа година за да продаде уште 22 градежни плацеви за изградба на куќи и објекти за мало стопанство. Веќе тече 19-тата објава за пријавување на електронското наддавање за купување на парцелите, при што заинтересираните ќе можат да се пријават за 16 плацеви за изградба на објекти за индивидуално домување и 6 за лесна индустрија и малостопански објекти. 2 од парцелите за куќи се во местноста Прокарка и се со површина од 608, односно 627 метри квадратни. Почетната цена за нив е 583 денари од квадрат, а минималниот праг за наддавање е 60 денари. Тие се со компатибилна намена, односно, освен за домување, во нив е предвиден и простор за комерцијална употреба. Останатите плацеви се на улиците Ѓорче Петров, Стефка Тасева, Крум Вранински, Илјо Андонов и Мишо Арсов во Кочани и 2 плаца во Оризари на улицата Асном. Тие се со различна површина што се движи од 290 до 490 метри квадратни, додека почетната цена за сите изнесува 61 денар за квадрат. Парцелите за лесна индустрија и мало стопанство пак се наоѓаат во локалитетот Драчевик и се со површина од 620 до 1540 метри квадратни. И за нив почетната цена изнесува 61 денар за квадрат. Пријавувањето за учество на лицитацијата за купување плац за изградба на куќа трае до 31 декември, додека за плацевите за малостопански објекти е до 9 јануари идната година. Наддавањето за парцелите за индивидуално домување ќе се одржи на 8, 9 и 12, додека за парцелите за малостопанство на 15 јануари. Општина Виница упати јавна покана до образниците за утврдување на данокот на имот. Рокот истекува на 31 јануари. Даночната пријава за утврдување на данок на имот се поднесува до 31 јануари 2015 година.
ја поднесуваат обврзниците на данок на имот, сопственици, корисници и плодоуживатели на недвижниот имот, земјишта, земјоделски градежни, шумски и пасишта, како и стамбените згради, куќи или станови, деловни згради, деловни простории, административни згради, административни простории, згради и станови за одмор и рекреација и други градежни објекти. Даночната пријава се поднесува во рок од 15 дена од денот на стекнувањето на имотот, од почнувањето на користењето на имотот, односно настанувањето на даночната обврска за имотот што се стекнува или почнува да се користи во текот на годината или по некој друг основ настанува даночна обврска до општинската администрација на општина Виница. Даночната пријава се поднесува и за имотот за кој обврзникот веќе поднел пријава во случај кога настанува промена на податоците содржани во претходно поднесената даночна пријава, а кои се од влијание за висината на даночната обврска, доградби и наградби. На даночните обврзници кои нема да поднесат даночна пријава во роковите определени со оваа јавна покана, ќе им се изрече глоба за сторен прекршок во согласно со Законот за даноците на имот. Успешно реализираниот проект за искористување на сончевата енергија за затоплување и добивање струја ја имаше својата завршница со свечена приредба на дечињата од градинката Павлина Велјанова. На тој начин тие ја искажаа благодарноста што локалната акциона група со поддршка од Глобалниот еколошки фонд и од локалната самоуправа го одбраа клонот 1 за да се инсталираат хибридните колектори, чие предавање во употреба беше минатата недела. На свеченоста имаше и кратка презентација на проектот, за да може јавноста накратко да се запознае со активностите што се реализираа, со опремата што беше инсталирана, како и со заштедите и бенефитите што се очекуваат во иднина. Дечињата беа навистина прекрасни и тие со својот настап и со една многу убава порака ни дадоа до знаење некако индиректно дека ние возрастните навистина сме одговорни и должни да им овозможиме што е можно подобра иднина, да им обезбедиме што е можно подобри услови за да живеат пред се, како што оди во насока во врска со овој проект, во чиста средина и да ја зачуваме природата искористувајќи ги обновливите извори на енергија. Со оваа активност завршуваат проектните активности во рамките на овој проект и секако во иднина се надеваме дека ваквиот систем ќе може да се имплементира и во некои други институции во општина Кочани, па и пошироко. Освен комерцијалниот ефект со заштеда на електрична енергија, проектот има и еколошки карактер, затоа што се намалува емисијата на јаглерод диоксид во воздухот. Колекторите се димензионирани да даваат 70% топлинска и 30% електрична енергија. И освен во Кочани, досега не се инсталирани во ниту една градинка во Македонија. Целата сума за проектот изнесуваше $46,000, од кои половина ја даде Глобалниот еколошки фонд, а другата половина општина Кочани, заедно со неготовинското учество на детската градинка Павлина Велјанова. Свечена приредба организираше детската градинка Павлина Велјанова по повод завршувањето на проектот за поставување хибридни сончеви колектори за затоплување и добивање електрична енергија. На свеченоста настапија дечињата од клон 1, кои ја пренесоа пораката да се чува животната средина. Во Центарот за култура Бели Мугри традиционално пред новогодишните празници се одржа премиера на театарска представа за деца. Годинава младите актери работеа на текстот "Токму на полноќ" од Трајче Кацаров, а во режија на Силвана Јаневска. Токму на полноќ е театарската представа што Центарот за култура Бели Мугри ја прикажа премиерно за да им ги честита новогодишните празници на најмладите. Текстот е на драматургот Трајче Кацаров, а играта на актерите ја режираше Силвана Јаневска. Представата пренесе хумани пораки и кон децата и кон возрастните, што гледачите ги примија со воодушевување, што представуваше дополнителен мотив за одлична игра и добра представа. Презадоволна сум од приемот на публиката, на учесниците, голема благодарност до сите актери кои прв пат застануваат на сцената како актери. Ова беше новогодишната честитка од Центарот за култура кон сите деца. Месец и пол интензивна работа, одлична соработка со децата, секој си е во својата улога и секој ја доживува на свој начин. Според реакциите на публиката видовме дека тие се презадоволни. И актерите во представата беа задоволни од својот настап, а некои од нив за прв пат се појавија на сцената на Центарот за култура. За своите впечатоци и за улогите зборуваат самите. Јас се викам Зорица Митева, во представата бев Стариот фенер.
кој што цело време беше статичен. Тој укажува дека односно и представата укажува дека сите треба да си помагаме, дека лакомоста е најголемото зло, дека не треба ти работи да ги поседуваме. Јас сум Сенди Георгиева. Мојата улога беше девојчето со кошницата. Беше многу интересно, значи ја уживав во улогата. Јас се викам Никола Георгиев и имам улогата на детето истражувач. Оваа улога ги представува љубопитноста на децата од мали години што сакаат многу работи да откријат. Јас сум Симона Крстевска, учествува во представата Детето што не сака да биде дете. Јас сакав да бидам голема, да не сум малечка дете. Јас сум Мартина Атанасова, мојата улога во представата беше лакомото дете. Отпрв ми бев многу лакома, многу сакав да јадам, но потоа откако го сретнав Дедо Мраз научив дека лакомоста е најголемиот непријател на човекот. Во оваа представа моја улогата на Дедо Мраз, јас сум Стеван Богданов, во улогата одлично се снајдов, бидејќи им порачувам на децата за да се однесуваат добро, дека не треба да бидат лакоми и дека сите имаме време да пораснеме. Представата токму на полнок на премиерната изведба ја видоа учениците од Основното училиште Свети Кирил и Методи. Во наредните денови таа ќе биде прикажана и за учениците од останатите основни училишта, како и за децата од сите клонови на градинката Павлина Велјанова. Едно деноноќие не е доволно да се средат сите впечатоци од патувањето на Основното музичко училиште Ристо Јуруков во Швајцарија. Извонреден концерт и прекрасни спомени од турнијата под Алпите за кочанските музичари. Во продолжение од вестите следува мини репортажа. Бравурозен концерт и извонреден прием од публиката имаше Основното музичко училиште Ристо Јуруков во местноста Вилјар де Тероа во близина на Ешален во рамки на проектот Македонија се за тебе и секаде со тебе. Недавно попладне во функција на промовирање на македонскиот јазик, култура, музика и традиција. Приказната за Леденото царство раскажана пред бројните гости од Македонија, Швајцарија и останати земји, придружена од малиот хор на македонските ученици во овој кантон, кои пак се представија со драматизации и литературни творби, подготвени од нивниот ментор Анкица Манасиевска, професор по македонски јазик. Оваа идеја потекнува уште многу одамна, значи јас сум веќе 6 години во Швајцарија како професор во дополнителна настава по македонски јазик, особено во кантон Воз, значи во франкофонското говорно подрачје. И нормално соработката со музичкото училиште јас имав уште од моите детски денови. Нормално идејата беше моја, меѓутоа поддршката беше огромна, значи од сите македонци кои што живеат на тлото овде во Швајцарија. Морам да кажам дека не очекував вакви овации, вакво изненадување од нашата публика, така да, мислам дека вакви проекти понатаму само ќе се нижат и ќе редиме само успеси и успеси. Задоволството е на многу високо ниво, дури немам зборови да искажам доволно, бидејќи ова беше повеќе од очекуваното, покрај тоа што беа прекрасни домаќини, а ти беа и прекрасна публика. Имавме прилика да видиме многу убавини овде во Швајцарија и се надевам дека соработката нема да ја прекинеме овде, бидејќи што току ја започнавме и сме веќе со намера да ја продолжиме како кај нив овде, така и кај нас. Се надевам дека следни гостите ќе бидат во нашата општина, па ние ќе се покажеме како добри домаќини. Долга релација од Македонија до Швајцарија вија Италија. Попатен одмор во Венеција. Градот се протега на над 117 мали острови во мочурливата венецијанска лагуна долж Јадранското море во североисточниот дел на Италија. Една од најважните туристички дестинации во светот поради тоа што градот е еден од најголемите и најубавите градови на уметноста во светот, статистички посетуван од 50.000 туристи дневно. Денес постојат голем број атракции во Венеција, како што се Базиликата Свети Марко, големиот канал и плоштадот Свети Марко. Лидо ди Венеција исто така популарна меѓународна луксузна дестинација, која привлекува илјадници актери, критичари, познати личности и звезди на филмската индустрија. Во текот на 16 век Венеција станува една од најважните музички центри на Европа поради венецијанската школа и развојот на венецијанскиот стил. Венецијанската држава, тоа средновековната поморска република Венеција, често била популарно нарекувана Република на музиката и се вели дека еден анонимен французин во 17 век забележал дека во секој дом некој свири на музички инструмент или пее, има музика на секаде.
Следна дестинација Монтре во францускиот дел на Швајцарија. Монденско место на езерото Леман или Женевското езеро, каде се негуваат уметноста и културата. Градот има прекрасно уреден брег со дрвја од целиот свет и уметнички аранжирани цвеќиња. Во Монтре се случуваат повеќе значајни фестивали во текот на годината, а во него живееле и многу познати ликови како Стравински, Петар Илич Чајковски, Владимир Набоков, Фреди Меркјури. Во градчето постојат статуи на двајцата, како и на многу други култни личности како Френк Запа и Мајлс Дејвис. За време на 19-тиот век градот станува монденско место и почнува рапидно да се развива во економска смисла. Затоа денес низ улиците на Монтре ќе видите понекој олдтаймер, а низ излозите на продавниците постојано ќе сретнете парчиња од најпознатите брендови како Прада, Кристијан Лоботин, Вивиен Вестфуд и слично. Долж целиот брег се среќаваат уникатни уметнички инсталации и скулптури. Джез фестивалот во Монтре, најголем во светот, почнал да се одржува во 1967 година. Интересен податок што се врзува со ова несекојдневно место е што во Монтре е напишана познатата песна Smoke on the Water на култниот бенд Deep Purple. Стиховите на песната всушност пренесуваат вистински настан. Целодневна прошетка во Лозана. Градот е средиште на универзитетот, основан 1537 година со библиотека и музеј. Во Лозана се наоѓа и уметничкиот музеј, техничката висока школа, катедралата од 13-тиот век, замокот од 15-тиот век и други средновековни споменици. Лозана е седиште и на Врховниот суд на Швајцарија. Лозана е важен град во Швајцарија, пети по големина во државата. Таа е историски позната и како град каде се потпишале значајни меѓународни договори во 20-тиот век, од кои назначени се двата мировни договора, првиот Лозанскиот мир во 1912 и Лозанскиот мир во 1923 година. Во прилог на посебноста на градот зборува и податокот што Лозана е најмалиот град на светот со метросистем. Населението во последните неколку децении е исклучиво шаренолико, па на улиците во Лозана, освен француски, може да се слушнат и други јазици, најмногу германски, италијански и португалски. Лозана е град на олимпизмот. Таму се наоѓа седиштето и архивот на Интернационалниот олимписки комитет. Швајцарија со векови има репутација на извонредно уредена држава, во која се функционира токму како часовниците по кои е позната и е трета најсрекна земја во целиот свет. Швајцарците се богати, срекни, миролюбиви луѓе. Оваа земја ја има една од неслободните пазарни економии во светот. Незаборавни спомени од едно исклучително патување во прекрасна земја. Викендов премиерно на телевизија Пинк се емитуваше 14-тата емисија на популарното музичко шоу Пинк Звезди, во кое учествуваше и највисоки коментари доби нашиот сограѓанин Бојан Андов. Во емисијата се надпреваруваа 20 кандидати, од кои само 10 ќе имаат можност да проложат во следниот круг на надпреварувањето. Со песната "Ние љубов ствар" од Желко Јоксимовиќ, Бојан Андов од Кочани распали на сцената и ги доби највисоките оценки од популарните Цеца, Бора Чорба, Мирослав Илич и Харис Џиновиќ. За време на неговиот настап, водителот Милан Калиник го праша Мирослав дали ја почувствувал македонската топлина во гласот на Бојан. Во тој момент се развија и македонското знаме, кој го извади Бора, а Харис го зема и го круниса Мирослав како експерт за македонци. Бојан Андов доби 5 тастери, а со тоа директно се пласираше чекор напред во популарното музичко шоу Пинк Звезди. Па секако дека е големо искуство, тоа за мене беше голем предизвик да пеам пред тие еминентни луѓе, пред Цеца, Харис, Мирослав. И, значи, си ја проја својата шанса, добро поминав, па сега за натаму ќе видиме. Самиот од себе се изненадев, немав трема, задоволен од моите настапи, или секогаш може подобро, но добро поминав. Многу добри оцени за организацијата, се беше перфектно, добро пречекани таму. Гласовите, прво Харис ми го даде најдобриот глас за 5 столици, тој сакаше уште на почетокот да се кренат сите и Марина, но подоцна го добив и незиниот глас и поминав директно во наредниот круг без бараш. Влегов во вториот круг, таму има 200 кандидати, значи ако го поминем и тој, ќе влезам во тој ужи круг. Оваа недела во следниот круг поминаа Кристина Кузмановска, Горан Младеновиќ, Владимир Костиќ, Марко Жакула, Ибрахим Петронијевиќ, Коцик Саша, Небојша Врањевац, Бојан Андов, Харис Шеховиќ и Марија Јовичиќ. Бојан Андов не сакаше да ги открие деталите околу понатамошното одвивање на шоуто. Само рече дека е горд што е македонец.
Со неговиот успех докажа дека и македонците пеат добро и можат да одат понатаму. За крајот вестите проследете спортската информација. Второ коло од новиот круг во женската кошаркарска лига за основки. Надпреварите се играат в четврток. Четврток редовно на програмата се надпреварите во женската кошаркарска лига за основки. Таму според распоредот се игра второто коло од вториот круг. Двојките се Никола Карев, Свети Кирил и Методи и Малина Попиванова, Раде Кратовче. Кај девојчињата со максимален учинок е екипата на Никола Карев, која предводи табелата пред Малина Попиванова, трета екипата на Свети Кирил и Методи, а последно четврто пласирана екипата на Раде Кратовче. Во вторникот беа одиграни два надпревари, со што беше комплетирано второто коло од вториот круг и во машката кошаркарска лига. Фаворитот, екипата на Свети Кирил и Методи, повторно ја оправда улогата во надпреварот против Раде Кратовче, додека повеќе возбудувања донесе мечот помеѓу две израмните екипи, Малина Попиванова и Никола Карев. Резултатите Свети Кирил и Методи, Раде Кратовче 44 спрема 26 и Малина Попиванова, Никола Карев 28 спрема 26. И по 5 кола во двата круга на лидерската позиција од табелата и понатаму е Свети Кирил и Методи пред Малина Попиванова, трета екипата на Никола Карев, а последна екипата на Раде Кратовче. Во последното коло од вториот круг во машката кошаркарска лига се среќаваат Свети Кирил и Методи, Никола Карев и Раде Кратовче, Малина Попиванова. Овие надпревари се играат во вторник. Ги следевте вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно.